Ниеднократни награди не можат да го решат недостатокот на кадар во текстилните компании. За да стимулира нови вработувања, менаџерскиот тим на Свети Николските компании Моде и Камотекс реши со по 5.000 денари го награди секој вработен кој ќе доведе нов работник. Но примерот од европските земји кај нас не се покажа како успешен. Заинтересирани работници има, но тие не одговараат на потребните квалификации, објаснуваат менаџерите. Има зголемен интерес, но не е оној квалитет на работници кој ние очекувавме. Значи, доаѓаат повеќе луѓе за рачна работа, кои не се нафаќаат да работат на машина, кои немаат искуство во машинска работа. Ова само ја потврдува тезата дека за неколку години недостигот на работна сила ќе биде огромен и сериозно ќе влијае на производството. Работната рака старее, па компаниите се принудени, нудејќи повисоки К15 и плати, буквално еден од друг ги крадат квалификуваните работници. Но според светениколчани, наградата да биде и поголема ќе нема кој да ја земе, бидејќи сите работоспособни си заминаа во странство. Тука тешко нема тука работници. Младите отидоа во странство, што ќе има? Барат работници, ама нема. Да можеме ние да се вратиме назад, да работиме, ама тешко. Многу малку останаа млади. Избегаат сите во странство. Кој Италија, кој Швајцарија, кој Германија. Сите немаме. Има потреба од работа, али личниот доход е мал и затоа бегат на страна. Според последниот попис, околу 100.000 граѓани кои во 2002 биле на возраст од 15 до 19 години, а денес би имале 29 до 35 години, не живеат во државата. Но не само демографското преструктурирање е причина за намалената работна сила. Фабриките во тир зоните се сериозен опонент на македонските компании. Од 3% од луѓето кои секоја година заминуваат од кај нив, 1% наоѓаат нови работни места во директните странски инвестиции.